повод акцијата Денот на дрвото, општина Струмица, заедно со пријатели, е вклучена во акцијата Ден на дрвото, покрај засадувањето на локацијата на ридовите над градот Струмица под царевите кули. Општината ја спроведува и својата буџетска концепција, но и локална акција, заедно се разбира со локалниот клуб Денот на дрвото, со засадување на јавори кои што може да ги видите по булеварите веќе на градот Струмица, а исто така и јасени во вкупна вредност од 1.200.000 денари. Се работи за 2,5 метарски дрва кои што согласно буџетските проекти општината ги проектира за обновување на скршените дрвца или празните површини по сите булевари и сите улици во градот Струмица, а дел е предвидено и за населените места. Следува и есенска акција на вакви исти дрва, одраснати со 2,5 метра некаде на есента на ридовите над градот Струмица заради ерозијата која што мораме сите заедно да ја направиме, односно да ја заштитиме Струмица од ерозија, а при тоа сите заедно да дадеме силен потстрек на сите, пред се на најмладите, да ја чуваат шумата, да ги чуваат дрвата низ градот Струмица заради тоа што навистина претставуваат белите дробови. Истовремено би сакал да пуштам силен потстрек и апел до сите надлежни институции кои што се должни за чување на шумите. Денеска садиме дрвца и ќе ги чекаме 20-30 години да пораснат. Веќе пораснатите дрва, кои што се и по градовите, а и по шумите, да ги чуваме, заради тоа што навистина тоа се нашето богатство. Општина Струмица останува на располагање со сите своји буџетски можности да им помогне на државните институции во тие напори, но истовремено да стигне апелот до сите оние кои што ги уништуваат дрвата, дека навистина тоа е штетно, казниво по закон и ќе се бориме сите како институции, казните да бидат максимални. Пред се чест ми е што денеска баш на овој ден сум овде во Струмица, заедно со градоначалникот Зоран Заев и сите струмичани овде што се наоѓаат. Значи, апел до сите на денешниот ден засади дрва, засади ја својата иднина и сочувај го своето здравје. Апел уште еднаш за сите тоа да го сторат, затоа што денешен ден е убав ден, денешен е значаен ден и поздрав до сите струмичани и цела наша Македонија и да чува нашата поздрав. Тоа е втора акција на општинскиот клуб на организацијата Денот на дрвото засадија својата иднина, која се вклучува во големата акција, која ова година го носи мотото ајде да садиме, баталија политиката, барем денес да засадиме по едно дрвце. Струмичани и овој пат се специфични, бидејќи целата општинска администрација е излезена да сади дрвца, што можеби треба да биде пример за другите општини во Републиката, како дури со своји средства, тоа е проект на општината, не само што ќе ни го разубават булеварот со 180, колку што знам, избрани јаворни дрвца. 480. Тоа е уште поголема бројка која на тој начин, засадувајќи и јаворите, ќе ни го доближат шумот на Беласица, на Колешинските и на Смоларските водопади, каде што јаворот е наше препознатливо дрво и верувам дека тој шум ќе биде наш од и за клубот и за граѓаните на Струмица да ги уживат благодетите од оваа акција. Иницијативата што градоначалникот и општината овој пат ја направи посадувајќи овај дрвца, само ја потврдува нашата одлична соработка со општината и со градоначалникот, кој е впрочем и наш член на општинскиот овој клуб. И тоа уште еднаш ни дава една нова идеја да независно од републичката акција, ние направиме една наша акција во која ќе посадуваме таму дрвца каде што ќе ни бидат потребни во општината, затоа што струмичани сакат да живеат во една еколошки здрава, убава средина и се разбира да го уживат благодетот на зелениот појас, кој што се надевам
Републикава веќе препознатлива по ова 7-ма поред акција, која се надам дека, бидејќи времето ни е прекрасно, дека ќе ни биде успешна. Колку сте задоволни од претходните 6 акции? Какви се дрвцата да се? Ова година, за разлика од сите други акции, во Републиката ќе бидат посадени некаде околу 3 милиона дрвца, што значи многу помалку од претходните акции. Меѓутоа, показателите ни кажуваат дека одеме во нагорна линија и по изборот на дрвцата, по изборот на локациите, кој овој пат е сведена на општинските локални клубови, да тие, бидејќи во клубовите ние имаме вклучено членови кои се и стручни во својата област, кои што можат да ни дадат и стручни објаснување не само за теренот, за видот на дрвцата кои се најпогодни и што е најважно. Природната селекција, нашите стручњаци кажуваат дека е 30%, што значи од засадените дрвца постојат можност 30% по биолошки пат да не бидат садени. Тоа значи дека ова е сепак работа не само на клубот да ја организира, да ја подпомогне акцијата, туку истовремено да води и грижа за после акцијата, односно после садењето на дрвото. Тоа ќе биде и наша идна и обврска за сите оние кои членуваме, затоа што ние сме сите со желба да имаме здрава и богата. Добро, значи денеска сме овде да ја поддржиме и јас како председател и членовите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН акцијата на локалниот клуб Ден на дрвото од Струмица. Значи ова е нивна втора акција во која ние активно учествуваме. Мене ми е многу мило што од страна на Општинскиот клуб Ден на дрвото е изберена токму оваа локација. Значи делот од кај што се гледа целата не само Струмица, туку Струмичко поле и дел кој што е зад нас, кој што овие години наназад беше практично масакриран. Јас се надевам дека од наредниот период кога целата оваа област ќе падне под стопанисување на македонски шуми, ќе биде заштитена. Исто така ќе во тека изработка на план како за заштита, така и за обновување на шумскиот фонд. ВМРО ДПМН што од почетокот, заедно со господинот Борис Трајанов, активно учествуваат и ја поддржуваат акцијата Ден на дрвото и верувам дека така ќе остане и во иднина. Ви благодарам.